Ефтина струја само за пумпни станици, производни погони за храна, училишта и болници, објави денеска на прес премиерот Димитар Ковачевски. Истите се поделени во 3 категории за различна цена за набавка на струја од ДСМ, дополни премиерот. Прва категорија – физички и правни лица регистрирани за вршење на приоритетна дејност од областа на прехранбената индустрија. Цената на електричната енергија за нив ќе биде 80 евра за мегават час. Втора категорија – спаѓаат јавни предпријатија од областа на водостопанство, собирање и одведување на урбани отпадни води и прочистување на отпадни води кои работат со пумпни или пречистителни станици. Цената на електричната енергија за нив ќе биде 95 евра за мегават час. Трета категорија – основни и средни јавни училишта, повластена цена на струја од ДСМ од 95 евра за мегават час. И покрај блокадата на опозицијата за реализација на одобрените 100 милиони евра и тврдењето за владината намера за престанок на работа на трите важни произведувачи на струја во Македонија, РЕК Битола, ТЕЦ Неготино и Осломеј, Ковачевски демантира. Со писмо од министерот за економија, кое што исто така наведено и во документите кои што се доставени во собранието, е јасно наведено дека и РЕК Битола, и Осломеј, и ТЕЦ Неготино, работниот век и користењето на овие капацитети ќе биде продолжен. Во однос на повластената стапка за плаќање на струјата од 80%, вклучени се 600.000 домакинства и 79.000 мали потрошувачи. Од друга страна, списокот е дополнет и со 365 основни и 109 средни училишта, како и болниците.